Што се, ние утре друга некоја држава ќе се појави, па ќе му ги исполниме желбите, ќе ставиме бугарите во уставо, па утре ќе ти кажа промени ги сите учебници, па Гоце е бугарин, а не е бугарин, е македонец, па не знам што и не знам што, и на крај ќе останеме обезличени. Значи, премиерот Мицковски нема храброст да каже на Европа: ви имате проблем, променете си го законот, бидејќи многу европски пратеници се борат тој закон да се промени. Не само, немојте да мислите дека се грижат тие многу за Македонија, па срцето им изгоре, туку напротив, тие не можат и други закони. Еден Орбан му кажува, не може да се пушти помош вамо, не може овој закон да се донеси, Унгарија зборам. Некој Холандија нешто друго кажува. И што е тоа? Што е тоа? Кај го има? Кај го има во светот? Само го има во диктаторски држави. Ако му се кажи така, и ако кажат тие, па знаете што, ако ви ова го направите, не знам која ќе влезете во Европа. Па ние ќе чекаме тогаш, додека вие ќе промените законот и вашите проблеми ќе си решите. Македонија нема проблем. Ние као испаѓаме, па нема пари да ни дават, па нема да не примат, па те уште 30 години нема да не примат веќе. Така. А ќе не примат многу побрзо ако настапиме како што зборувам јас.